Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Добре дојдовте во уште едно ново YouTube видео. А во денешното видео ќе се задржиме малку за една многу важна тема која што сметам дека секој од вас ќе го допре, бидејќи тука сме најмногу заради тоа. Која е таа тема? Веројатно кажува и мојата облека, а тоа е љубовните и партнерските односи. Ќе се потрудам да биде во еден позитивен правец, да не биде само негативна тема, иако сметам дека, секое видео кое го правам е во една позитивна, светла цел. Сепак има и некои негативни страни, затоа што многу односи во денешното време страдаат и не се среќни. Па токму затоа ќе се потрудиме колку што можеме да извлечеме едни позитивни насоки. Во ова видео, како што можете да видите по насловот, зборувам за козависнички односи или односи кои што се на некој начин емоционално зависни помеѓу партнерите. Значи екзистираат зависно, а при тоа не се среќни во односот и обстојуваат на тој начин со месеци, години и децении. Верувам дека ви се познати многу такви односи и бракови, поготово на нашето поднебје и на Балканот, затоа што ние ја немаме таа слобода некако да живееме од љубов, да бидеме независни, да бидеме среќни, а не да бидеме мајка и татко еден со друг. Но токму за ова е целото видео, така што останете со мене и уживајте во овие љубовни новости на некој начин, кои што се еден повик, една информација која што треба да ја споделам. До овие козависнички односи или односи каде што партнерите се емоционално зависни еден со друг, доаѓа најчесто од детството. Зошто? Затоа што ние емоционалната стабилност ја учиме токму во примарното детство со нашите родители, со мајката и со таткото, меѓутоа поготово со мајката. Кога ние ја чувствуваме таа близина, топлина, љубов, прегратки, негување, милување, заемна поддршка, заемна атмосфера која што зрачи со една позитивна енергија, ние на тој начин создаваме една емоционална подлога на сигурност дека јас имам родител, имам мајка која што е тука, која што е топла, која што ме сака, но имам и татко кој што ми служи како заштитник, кој што ми дава сигурност, кој што ми го прават овој дом едно прекрасно место каде што јас можам да бидам тоа што сум, да бидам слободно, да го истражувам светот, да правам што сакам во моето детство, кое што всушност ми е дадено, нели, да го спознавам светот наоколу. И јас на тој начин из овие односи со мама и со тато создавам едно сигурно тло, кое што ми дава подлога да можам да бидам слободно и денеска во детството, но и утре кога ќе станам една возрастна индивидуа. Но што се случува кога едно дете ова не го добива, кога имаме негативна енергија, кога имаме критицизам, кога имаме карање за ситници, кога имаме незадоволство помеѓу партнерите, кога имаме оттуѓеност, ширење негативни стравови, постојано жалење, постојано преживување, несреќни индивидуи и партнерот и таткото и мајката кога се несреќни, кога стравуваат за животот, кога немаат услови да напредуваат, кога немаат еден внатрешен поттик кон напредок во животот, за да може да ја почувствуваат таа индивидуална слобода и сигурност во себе, за да всушност му ја овозможат и на самото дете. И на тој начин се создава една дисфункционална семејна атмосфера. Ево таа дисфункционална семејна атмосфера, најчесто што се случува? Индивидуите, бидејќи растат, живеат и обстојуваат во едни негативни околности и односи, на тој начин не се оттргнуваат од тие околности и семеен систем, обстојуваат во него, меѓутоа прават се повеќе тој систем да оди кон негативна енергија. На тој начин родителите не може да му се посветат ниту на детето како што треба квалитетно, за да тоа може да ја чувствува таа слобода која што ја напоменав пред малку. И на овој начин таткото со своите проблеми, мајката со своите проблеми придонесува да не може да бидат во мир самите со себе и целата таа енергија ја пренесуваат на самото дете.
Детето во овој момент, во овие ситуации, што создава? Создава страв, создава несигурност, немам топлина, ја немам таа љубов која што ми треба, ја немам таа атмосфера која што ми е потребна, за тоа што сум јас мало дете и немокно дете кое што ми треба таа сигурна атмосфера, јас на тој начин создавам од најмали нозе стравови и живеам на превиживувачки инстинкт, затоа што немам слобода и живеам на прва чакра. Првата чакра што е преживување, снаоѓање, стравови, како ќе се преживее, не се знае утре денот како ќе дојде и така натаму. Ова ќе бидат сигурно ред видеа за посебни теми за чакрите кои што ќе ги правам во иднина, меѓутоа да се задржам на темата. Значи ова семејна атмосфера создава страв, создава недоверба и воопшто нема кај детето да биде тоа што е, за да може да биде автентично и да се изрази она како што сака и за кое што всушност дојде на неговата душа. Кога родителите се со ваков идентитет за себе, тие најчесто овој идентитет, исто како што нивното дете го живее сега, не го изградиле ниту во своето детство, па затоа овој идентитет, бидејќи е недоволно изграден, има за себе некои илузии, се влегува во односи во кои што мислиме дека другиот ќе ги задоволи тие емоционални потреби кои што всушност јас не ги добив во моето детство од мама и тато, и така мажот ја бара мама, а жената го бара тато. И најчесто овие козависнички односи доаѓаат со најчесто ваква подлога, затоа што се бараат мама и тато во партнерите, затоа што никогаш во моето детство не го добив, топлината не ја добив од мама, ниту сигурноста не ја добив од тато, и сега јас имам емоционална празнина во мене и јас постојано барам од надвор некој да ми го задоволи мојот живот, да ме направи среќен, да ми исполни, да ми го вознесе животот кон следно скалело, зашто јас тоа не го можам и затоа барам жена која што мислам дека таа идеалната жена која што ќе ми го донесе тоа и внатрешната празнина ќе ми биде исполнета со низиното присуство, а додека од друга страна жената вели јас ќе го добијам мажот, ќе ми ги задоволи сите потреби кои што всушност никогаш не ги добив од моето детство. А најчесто жените кои што доаѓаат од дисфункционални семејни системи едва и чекаат да си отидат од својот дом, меѓутоа тука каде што го добиваат материјалното кое што никогаш не го добиле во детството, меѓутоа по материјалното автоматски се поврзува и емоционалната подлога и тие паѓаат во таа материјална и емоционална замка која што всушност ќе им го уништи животот понатаму, затоа што се залажуваат со едни нешта, ситуации кои што си велат во себе, па јас ќе го добијам она што никогаш не го добив во детството и на тој начин ќе заглават во живиот песок од кој што потоа тешко има излез. И знаеме многу вакви примери кои што се жените во дисфункционални односи, меѓутоа обстојуваат во тие односи, и покрај тоа што се дисфункционални, несрекни, па дури има и психичко и физичко насилство, како што кажав и во претходното видео, каде што имаме и агресија, и на тој начин овие индивидуи заглавени не можат да најдат излез затоа што тие се целосно припиени како пијавица за својот партнер кој што им го овозможува сето тоа и немаат позади себе сигурно тло за да може да се оттргнат ако кога гледаат дека тој однос не е добар во иднина и на тој начин остануваат до крајот на животот. Меѓутоа, ајде малку да навлеземе подетално и овие точки да ги објаснам малку, да ги елаборирам на малку на подлабоко ниво, односно да се задржам на тие главни точки кои што се всушност причина за да дојде до едни вакви козависнички емоционални односи. Како прво нешто секогаш би го одвоила за да дојде до еден дисфункционален семеен однос и семејна атмосфера и за да дојде до овие козависнички односи, односно кога ја бараме подлогата внатре во себе за таа емоционална празнина да се пополни во другата страна, тогаш најчесто ние како деца доаѓаме од каде? Од родители кои што немале време да бидат присутни во нашиот живот, да бидат родители кои што ќе бидат тука за нас, да играат со нас, да зборуваат, да комуницираат, да бидат активни, да не почитуваат како еднакви битија на нив,
Меѓутоа, најчесто во овие дисфункционални семејства, родителите биле посветени на многу други ситуации, работи, околности кои што не им давал животот од толку проблеми и од толку негативни околности кои што им прават притисок од сите страни да преживуваат, да се посветат на детето. И автоматски детето не ја добива таа емоционална подлога која што му е потребна. Што значи најглавниот фактор е неприсутни родители. И ова е знак колку е важно родителите да бидат присутни, да бидат целосно присутни во животот на детето, а не само површно присутни. Од друга страна, кога родителите биле несигурни во себе, значи немам самодоверба, не сум сигурен во себе, немам чувство дека можам да направам промена, дека можам животот да го однесам до следно скалело, дека можам да направам околности во кои што можам да бидам среќен, и на тој начин и јас чувствувам несигурност дека не ги можам овие нешта, затоа што не сум се соочил самиот самата со себе во тие полиња, со моите слабости на карактерот, ама при тоа јас создавам дете кое што сметам дека мене животот ќе ми го разубави и правам проблем. Правам да јас сум во немог да го однесам животот кон следно скалело, а при тоа создавам дете и не можам да му се посветам целосно, затоа што не можам да се занимавам и со себе и подеднакво да се занимавам со квалитетно родителство врз моето дете, затоа што сум во немог. И затоа е многу важно прво самите себе да се средиме како индивидуи, да ги надминеме своите слабости и потоа да создадеме дете, за да можеме да не се занимаваме со себе повеќе, затоа што ние ќе бидеме изградени луѓе, и да се занимаваме со ова битие кое што сме го создале, кое што бара водство и менторство од нас. Понатаму, исто така ќе напоменам кога детето, токму заради оваа претходна точка која што напоменав, затоа што родителите се занимаваат со себе или со своите проблеми, со своите работни места, или пак доколку можеби имало некој член кој што бил болен, па целосно фамилијата се фокусирала на тој член и се запоставувале децата, на тој начин децата го чувствуваат овој недостаток на присуство и оваа емоционална подлога кај нив ја нема, не ја чувствуваат, не ја живеат и затоа утре ја бараат во индивидуите во подснежниот живот. Меѓутоа, како доаѓаат и кои се тие примери на односи, ќе дознаете на крајот од ова видео, останете со мене, но сега ќе се задржам и на оној момент каде што, например, децата се оставени кај бабите и дедовците. Знаеме дека менталитетот во Македонија кај многу баби и дедовци е на многу ниско ниво, што значи родителите за да може да екзистираат материјално и да ги задоволат потребите на овој брз живот, тие мораат детето да го остават негде. Некои родители се немокни, затоа што работат, да кажеме, некои просечни работни места, кои што не им дозволуваат да одат, иако ова е лична одговорност и кога сме ние на правиот пат и како можеме да напредуваме и да отидеме кон поголеми финанси, меѓутоа тоа е друга тема. Но поентата е дека тие остануваат на работни места на кои се можеби најверојатно несрекни, живеат и примаат некоја просечна плата, ама битно имаме ние дете дома кое што го оставаме кај баба и дедо, а баба и дедо ако се оние стари менталитети на ајде ништо нему, ајде ќе му дадеме чоколадце, ајде ќе направиме ова, ајде баба е тука за тебе, дедо е тука за тебе, ќе ти го направам задоволството, а при тоа се кршат правилата од домашните правила на родителите и на тој начин детето создава два идентитета. Кај мама и тато не ми е добро, цело време имам правила кои што сум јас ограничено, не ми е дозволено чоколадо пред ручек, не ми е дозволено не знам таму што, а кај баба и дедо јас можам се и ми е дозволено, јас на тој начин станувам разгаленото дете кое што можам да си правам што сакам, затоа што штом го можам тоа кај баба и дедо, ќе го правам и кај мама и тато. И на овој начин, што детето не добива емоционална подлога од родителите, создава слика за нив, овие ми се мене до некаде и непријатели, затоа што кај баба и дедо добивам задоволства, а кај мама и тато не, и некако чувствува и отпор кон самите родители, а од друга страна, од баба и дедо никогаш не може да добие таа емоционална подлога која што ја бара едно дете од својот родител, кој што всушност му се најблиските членови од кои што на некој начин дошло на овој свет. И
токму оваа емоционална празнина и разгаленост и дисфункционалност утре ќе ја бара и во своите партнери и ќе ја дозволува и најчесто и ќе ја живее на тој начин и ќе ја пренесува од синџир на синџир и со своите дечиња. Понатаму, ако детето било растено со родители или родител кој што бил зависник од алкохол, коцка, дрога, од било какви вакви, да кажеме, општествено нормализирани појави, навики, како социјални мрежи, како шминкање, дотерување во ресторани, во кафичи, приоритет јас најубава да бидам, како што знаеме многу родители и многу примери од инфлуенсери во денешниот свет, кај што само моето его, само јас сум си на пиедесталот, а моето дете дома е запоставено. И на тој начин што создаваме ние да сме зависници од мислењето на другите, да сме зависници од тоа ние како изгледаме, како ќе не перцепираат и восприемаат другите, да бидеме нашето его да биде на врв, зашто ние сме длабоко празни во себе. Ама децата наши сме ги тутнале на нашите баби и дедовци или сме им дале телефонот во рака, како што тоа беше случај и ќе го напоменам сега, кој што го видов пред некој ден. Ама важно ние да си бидеме значи ние пред другите луѓе, а всушност ова е длабока траума, која што всушност тие ја маскираат со едно лажно прикажување на себе. Од друга страна, кога тој пример што сакав да го напоменам, значи пред некој ден кога видов еден татко со ќерка, таткото излегува со ливче во раце од златна копачка или каде беше од коцкарница, девојчето со главата вака во телефон и одат двајцата со свиткани глави како сабји и девојчето во телефонот, тој во своето ливче со надеж дека ќе добие некоја паричка која што самиот не може да ја создаде, затоа што за жал траумите се манифестираат и тука. Како се манифестираат? Затоа што не можам, јас се мислам дека не сум способен да заработам доволно пари и се залажувам себе со коцката на спортските игри. Овие приказни немаат крај примери и затоа ќе се надоврзам и на следната точка, која е таа. Ако детето било растено со родител или доколку индивидуите доаѓаат од дисфункционални околности, па најчесто од тие дисфункционални околности таа празнина ја бараат во дрогата, во коцката и во алкохолот и во жените, кај тоа е најчесто мажите, а додека од друга страна жените го бараат тоа во промискуитетот и брзиот секс на една ног, кој што душевно потоа ги јаде и уништува. Но како доаѓа до ова? Во овие моменти кога ние ја бараме таа потреба, да кажеме во емоционалната подлога да ни ја даде другиот. Еве, ќе ви дадам конкретен пример. Значи, сите се сеќаваме на бракот на Џони Деп и Амбер Херд. Значи, тоа беше јавен настан кој што до сите нас допре. Што се случуваше? Џони Деп е растен во дисфункционално семејство, каде што буквално и разведени родители, мајка му цело време се селеле, значи никакви домашни пријатни околности, да он еден ден, си отиде, фати свој пат во славата во Америка, меѓутоа уште од самиот почеток на неговата кариера, тој бил подложен на дрога и алкохол и, да кажеме, можеби на почетокот со жените му било окей, иако е тоа знак прашалник, не можело да биде окей, затоа што ако било окей, немало да биде разведен, но поентата е дека тој бара, емоционалната празнина ја бара во жените и во другата и алкохолот. Доаѓа во момент каде што се спојува со нарцис. Значи, емоционалната подлога ја барам во жената, се спојувам со нарцис. Амбер беше хипер нарцисоидна личност која што буквално беше и агресивна и манипулаторски настроена кон него, значи му правеше далавери, му правеше некои недобри прљави работи, го снимаше кога пиел алкохол, кога бил издрогиран, се со една цел да утре таа слава негова таа му ја уништи. Значи тоа е таа подлога на нарцис, кој што всушност и тој самиот ја бара подлогата и љубовта од другата страна
меѓутоа затоа што не ја добива, бидејќи ти имаат некои свои идеали замислени и чудни крајности кои што, например, ја добиваат љубовта, ја добиваат вниманието, ама никогаш не име на нив доволно. Тоа и сакаат уште и сакаат да исцицаат индивидуата до крај. И на тој начин, што го цица, Амбер го цица до крај во еден практичен превод Џони Деп, затоа што се е дозволено, се е дадено, се е натацна, ама таа упорно е незадоволна. И затоа што е незадоволна, си вели, па добро, сум незадоволна, не можам да се тргнам од тука, ќе најдам начин да ти го уништам животот. Значи, со снимање, нели, видеата, бевме сведоци на судењето кое што всушност беше во крајност лага, до измислени апсурдни нешта, значи тоа е веќе влегување во една илузија, во едни халуцинации кои што таа всушност беше дури влезена вистински во таа приказна, да на крај да сака да го докречи, да му ги земе на некој начин парите и славата. Меѓутоа тоа се едни па други нешта, да кажам, неморални, кои што тоа во Холивуд се едни нормализирани нешта, меѓутоа поентата која што сакам да доловам низ оваа приказна е дека таа емоционална празнина се бара во другиот. Се спојуваме со луѓе кои што всушност сакаме да ни го дадат тоа што никогаш не го добивме во детството и стануваме жртви и не можеме да се одвоиме, не ни е убаво, се караме, се тепаме, значи Џони Деп беше и со самиот кажа, значи флаша му беше фрлено, му беше искинат или не знам, исечен прст, удари во глава, значи имало тепачки, агресија, физичка, значи не ни е убаво, се тегнеме, ама обстојуваме тука. Токму е тоа типичен пример за тоа како едни односи обстојуваат, кои што не се добри заради овие трауми од детството. И за крај, последно ќе го дадам, оние, да кажеме, родители кои не му оставиле никаква екзистенцијална подлога на детето, значи не размислуваме за твојата иднина, те правиме од што мислиме дека ќе не направиш среќно, меѓутоа не ти мислиме на твојата иднина и на некој начин ова дете доаѓа 18-20 години, нема подлога, нема екзистенцијално наследство, или ќе живееш со мама и тато, а никој не сака да живее со мама и тато, или ќе се снаоѓаш, ќе си плаќаш киријот кој едва ќе преживуваш, која што нема да ти дава да вложуваш да инвестираш во образование или во личен развој или во своите способности за да можеш да се одведеш кон подобро животно ниво, искалело и поквалитетен живот, и затоа ти преживуваш едва плаќаш сметки, се до оној момент кога ќе дојде тој принцот на белиот кон или принцезата, која што всушност ќе ти го спаси животот од кој што едва и го преживуваш на некој начин, и ќе живееме заедно, ќе бидеме и двајцата несреќни, што најчесто се случува, бидејќи оваа индивидуа која што нема екзистенцијално тло, како што кажав на почетокот, се залажува со тоа, еве тука нема да можам да плаќам кирија, или тука сме, или може и не размислува вака на почетокот, меѓутоа влегува во односот и кога ќе види дека е полеснителен животот кога не плаќаме кирија, тука ми е безбедно, тука имам дом, тука имам сигурност, тука ми е имам дом кој што ми е на некој начин осигуран, и ако ова индивидуа создаде деца во овој брак, уште потешко еден ден ќе може да излезе од тој брак, затоа што децата нема да го дозволат тоа. Ќе си рече, па кај ќе одам јас, па не можам да платам кирија сама и да ги издржувам децата и да им овозможам се што треба. И јас сум принудена да живеам екзистенцијално зависно од мојот партнер и да бидам несреќна до крајот на мојот живот затоа што немам грб позади себе. Ова се најчесто животни приказни на жени, поготово на овој свет на Балканов, каде што жените најчесто избрале ваков живот само заради екзистенцијалната неподлога од домашната атмосфера од која доаѓаат. А за ова имам еден прекрасен пример кој што ќе ви го прочитам и сметам дека со вакви примери можам најмногу да допрам до тоа, до поентата на она што сакам да го кажам и најмногу да
видите зашто зборувам и како всушност овие приказни се еден синоним, еднакво огледало на всушност реални животи во Македонија и на Балканот. Мирјана е мајка на Лиле, која е во брак 4 години со Трајче, со која имаат две деца. Мирјана е 25 години во брак, значи Мирјана е мајка на Лиле, е 25 години во брак во кој не среќна. Типична балканска жена домаќинка чиј живот го дала целосно за децата, робинка на својот маж, кој по природа и табиет бил многу мрзелив дома, а надвор за сите се раздавал, работел, улизувал, додека дома сите ги тормозел за тоа дека ништо не работеле. Дека само седели и чекале на него да им донесе пари. Па така Мирјана и Лиле често си ги споделуваат маќите од своите тажни судбини помеѓу себе како мајка и ќерка, зашто нели? Затоа е фамилијата. Сиротата Лиле, која не можеше да го поднесе брата си Мирче, едва и чекаше да го напушти својот дом во кој меѓусебно не можеа да се поднесат. Принудени беа да живеат во иста соба во која смрдаше, труеше, затоа што на Мирче никогаш не му текнуваше да ги извади чорапите од под кревет, а постојано се противеше и се закануваше на Лиле дека ако му се меша, ќе ја истепа и ќе ги фрли сите алишта надвор. Па така Лиле 18 кобни години седеше во оваа куќа се додека не дојде Трајче, нејзиниот сегашен маж. Да и го просветли пеколниот живот дома со брата си и татка си. Така тие двајца се запознаа на една седенка кај роденденот на браточеди Перо, па тоа беше љубов на прв поглед. Трајче и Лиле беа 7 месеци во врска пред Трајче да ја понуди брак. Дента кога тој ја побара за жена беше најубавиот ден од нејзиниот живот. Но среќата на Лиле не траеше долго. Иако мислеше дека се ова еден сон во кој што не може да му поверува, затоа што конечно ќе си отиде од домото во кој што е несреќна, после нивниот меден месец по кој набрго Лиле остана трудна, нештата почнаа да се заплеткуваат, а односот тргна во сосема друга насока. Трајче на својата работа често беше нервозен, па кога ќе дојдеше дома целиот бес и го истуреше на Лиле. Лиле од страв и немоќ правеше се во нејзина моќ да биде добра, да не го нервира, постојано да се прилагодува на расположенијата на Трајче, додека пак на Трајче односот почна да му станува многу досаден. А Лиле, неподнослива со нејзината добрина постојано да биде тука се за него, улизување и починато, се чувствуваше како да има дома својата мама, а не својата жена. Па така често почна да излегува со своите пријатели после работа во кафеана. Таму одеа многу отворени девојки што на Трајче почнаа да му лазат бубачките. Па така една ноќ, избезумен, поднапиен и истоштен од работата, желен за трошка љубов и внимание, падна во прегратките на една ефтина жена, која често знаеше да му се втутнува во разговор, но таа да ти била позната по неморал, ама па и тешка се ирџика и кафе муабетчика, па така тајната по неколку дена се рашири низ целото Маџармаало. Лиле кога отиде кај пријателката со Цвета во комши, примети дека нешто оваа и се туфка натаму наваму со пот на челото. Кога сепак Цвета и откри за муабетот, Лиле доби шок. Враќајќи се на кај дома, полна со гнев, бес, фрустрација и омраза, правеше планови во глава како да се одмазди. Додека го размислуваше тоа, почна да си ги собира коферите и да планира да си отиде дома. Средбата со Трајче и Лиле не беше баш пријатна. Тој и реалноста ја спозна како гром од ведро небо. Не на крај памет не му паѓаше дека тоа може да дојде до Лиле, па така изби караница, викање, врегање, кршење на пепелјари, чаши, фрлање столици, па на крај дојде и до тепачка. Трајче ја претепа Лиле до непредпознатливост. Таа беше целата во модринки. Искината и надвор седната на бетонот од куќата на Трајче во немоќ облеано сета во солзи.
Но поминаа кобните 3 дена, па си ги собра парталите и дојде дома. Кај нејзините. Кога нејзините дознаа за ова, прво со неверување, секако ја поддржаа и помогнаа, иако на Лиле ни најмалку не беше лесна оваа одлука, сепак немаше друг избор. Детето беше останато кај Трајче. Помина 1 недела во својот момински дом, па нештата се вратија по старо. Исто како никогаш да не си ни отишло од дома. Мирче, брата си, мамин син, се уште живееше со мама и тато, но за среќа, шупата што беше дел од куќата ја направија соба, па сега барам спиеа во различни соби. А смрдејата и гласното викање и незадоволството се уште се слушаа во етерот на просторот на нивниот дом, па така од еден пекол Лиле се врати во добро стариот познат пекол во домот на своите родители. Таа многу не доби поддршка од родителите како што ја доби на почетокот, бидејќи нејзините родители ја уценија на некој начин. И кажа, внимавај каде ќе шеташ, не излегувај многу од дома, бидејќи е срамота да те видат другите и што ќе кажат другите за тебе. Па така, Лиле од овој пекол кој што си замина, влезе во уште поголем пекол на робство. Лиле се чувствуваше како да е во нова, уште помрачна зандана. Некако како да чувствуваше дека животот со Трајче можеби беше поарен отколку тука во овој хаотичен родителски дом. Но нештата почна да се менуваат и тука. Трајче после 2 месеци ја побара Лиле со плачење молејки ја да и се врати. Дека никогаш повеќе нема да го направи тоа и дека ќе успеа да ги средат нештата, па така по телефон ја проколнуваше да му се врати. Лиле на почетокот секако даваше отпор, ама раскрсницата на животот се повеќе ја туркаше да премине од раскрсницата на некоја страна. И животот со домашните за неа беше пекол, бидејќи не можеше ниту да биде во своја кујна, ниту да има свој мир, простор и навики, ниту пак можеше слободно да излегува од домот, а уште повеќе ја буткаше моментот што требаше да го трпи Мирче во нејзиното блиско присуство, бидејќи онака не разговараа со години. Мајка и Лиле Згорана се постојано се жалеше за таткој и често знаеше да каже: "Амори Лиле, врати си се кај мажот ти, сигурно ќе ги средите нештата. Жената секогаш треба да биде попопустлива." Каде што веќе почна да не добива ниту било каква поддршка во смисла на емотивна поддршка за нејзиното достоинство. Па така еден ден, на следното јавување на Трајче, таа пресече и одлучи да се врати. Немоките, несреќата, неподдршката, пеколниот семеен дом на нејзините родители, сладкоречивоста на Трајче, кој што всушност беше еден типичен нарцис во оваа приказна, одлучи да се врати, да му даде втора шанса на нејзиниот несреќен судбински брачен живот, па по долги часови разговори, извинување и покајување и прошка, Трајче конечно целосно ја убеди својата Лиле дека се променил. Па така, двајцата со надеж за спас за нивниот живот се смирија и повторно живееја заедно, каде всушност на почетокот и одлично им тргна. Поминаа 3 години, нештата беа подобрени, аба не беа идеални. Лиле повторно беше онаа старата добра мајка домакинка. Трајче, истиот чест нервозен и изфрустриран домакин на својата куќа, во која често знаеше својата фрустрација од својата работа да ја исфрла на својата несрекна сопруга. Но за среќа, после тоа враќање барем никогаш не ја изневери. Лиле беше длабоко во себе несреќна. Не беше убаво ниту дома кај нејзините, ниту кај сопругот, ама во себе длабоко патеше од небоки. Таа беше убедена дека се ова го трпи затоа што е маж, зашто така беше научена од трпењето на мајка и со таткој. Од друга страна, немаше каде да оди, брати и се ожени, за несреќа таа остана во таа куќа. Помислата на враќањето дома кај нејзините за неа беше неописливо невозможна. Од друга страна, нема никакви способности, нема занает, нема каде да оди, па и да работи нешто сама, нема да може да си ги покрие сите трошоци, бидејќи сега веќе не е ниту сама, има позади себе и 2 дечиња. И ако воопшто се одлучи на еден таков чекор за развод, но за развод не е ни паѓа на памет, бидејќи нема како да заработува, затоа принудена е да ја живее својата судбина, која што ја дадена од звездите,
и да остане во овој брак до крајот на својот живот, затоа што е врзана од сите страни. Ова е еден типичен пример на едно македонски живот, кој што често знаеме да го слушнеме, видиме и да го сведочиме од нашите комшии, можеби, или роднини. И овој однос кажува за едно типично козависничко врзување, барајќи емоционалната и екзистенцијалната подлога кај партнерот, затоа што ја немаме позади себе, ја немаме таа сигурност да бидеме своји независни луѓе, затоа што сме научени да живееме врзани за другите луѓе и да се врзуваме за партнери и екзистенцијално да зависиме од партнери, затоа што не добивме екзистенцијална подлога дома. И ете ни е судбината која што така предодредиле звездите да ние живееме една судбинска несрекна брачна заедница. Токму ова видео го правам за освестување и колку е важно, повторно ќе кажам во секое видео, сами со себе да се направиме прво срекни индивидуи, да фатиме како што знаеме пат сами со себе и кога ќе бидеме ние сами со себе најсрекни, тогаш, знак прашање и тогаш, зашто македонскиот менталитет по реципроцитет не е создаден за здрави љубовни партнерства. Ние прво треба да научиме да бидеме малку одговорни за себе, одговорност да пренесеме кај децата, за да може таа одговорност да се пренесе и во брачните партнерства, а не да се живее со мама и со новиот мама или тато. И ова нека биде поука колку е важно внимателно да го бираме партнерот со кој влегуваме во односи, затоа што неисцелените трауми, личната неисполнетост и незадоволство во себе и обстојувањето со ваков човек и живејќи го тоа сами со себе неизбежно доведува до несрекна брачна иднина или партнерска иднина, затоа што се додека ние сме несрекни сами со себе и се додека мислиме дека другата страна ќе ни ја исполни таа празнина и ќе ни донесе среќа, се дотогаш ние ќе се заглавуваме во живиот песок на несрекни брачни идни искуства, кои што всушност најмногу придонесуваат да патат децата во вакви околности. Значи, децата имаат право да добијат мирен, хармоничен, исполнет дом со љубов, поддршка и квалитетен живот. Зошто инаку би ги правеле децата во овој живот? Еве за крај запишав тука јас и неколку прашања кои што можете да си ги одговорите. Под еден, запрашете се себе дали е паметно и зошто воопшто се прави дете ако немаме услови и немаме екзистенцијално тло и сме истравуваме од животот, а при тоа правиме деца. Зошто? Второ, дали е паметно и зошто е нормално детето утре, кога ќе биде возрасно, да го теши и спасува родителот, како што тоа беше случај со Лиле и Мирјана, а имам еден за пример кој што исто го видов вчера, каде што мајка и дете беа седнати покрај Вардар на едно изолирано место, каде што Стинчето ја гушкаше мајка си, велеше немој да плачеш, мамо, немој да плачеш, ајде ќе се среди некако, ќе преживееме. Зашто? Зашто синот да ја спасува мајката? Зошто мајката да раѓа дете кое што не може ни самата него изградила животот, не го донела до еден стадиум, не си истелила себе, не си го земала одговорност животот во своји раце? Не можам да кажам дека судбината дека е тоа судбината. Судбината е во наши раце. Зошто да создавам дете ако знам дека истата ќе го доведам до истата судбина како мојата? Тука неосвестеноста кај масата на луѓето доведува до тоа да патиме ние од вакви околности на светот. Доведува до тоа да имаме сираци, доведува до тоа да имаме бездомници, да имаме зависници од дрога, алкохол, промискуитет, да ја бараме среќата кај другиот, при тоа не размислувајќи или убедувајќи се себе или живејќи ја таа традиционална пренесена од колено на колено мисла и идеја дека детето ако го создадеме или сега ние при овој сексуален однос ќе го создадеме детето и детето ќе ни го разубави животот. Тоа е стигма, тоа е илузија која што мора да се освести на време. И ова нека биде повик со вакви примери. Внимавајте какви услови му давате на своето дете.
И детето не е воопшто бомбонче кое што ние можеме ајде сега да се наградиме себе си со едно дете. Животот на детето е сериозна инвестиција која што всушност самото дете, секој индивидуално дете кое што расте во едно примарно детство, во основна школа и во средно училиште и најмногу подлогата дома влијае на тоа какво ќе биде општеството утре кој ќе пораснат сите деца кои што се сега на некој начин кои што доаѓаат во овој свет. Ова што го живееме ние денеска во Македонија е резултат на воспитанието од детството. Затоа ве повикувам да размислите кога, зошто, како и која е целта на создавањето дете. Прво вие треба да се направите срекни, потоа да дојде детето на овој свет. Ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео. Доколку сакате да чуете за други трауми, може да ги погледнете и другите мои видеа кои што се веќе споделени на мојот YouTube канал. Ви праќам многу љубов, бидете мудри, бидете паметни, не зависете од менталитетот на другите луѓе и бидете само свесни индивидуи кои што ќе придонесат за едно општо добро и поубав иден свет.